Крајот од месецот е критичен за штипскиот пазар. Пензионерите се на крајот од силите со пари, а продавачите овој проблем силно го чувствуваат. Голем дел од понудата на тезгите во овој дел од месецот редовно останува. Она што неодмиливо на секој пазарен ден е присутно е традиционалното пазарџиско ценкање. Колку за помалку пари, што повеќе да се наполни торбата. Штипскиот пазар е место каде секој петок доаѓаат и стока нудат пазарџија од безмалку целата држава. Какво е нивното искуство со штипските купувачи за поголемиот дел, од кој традиционално се смета дека се циции или поблаго кажано добри домашни економисти? Дали кога доаѓате на пазар, некој пат се ценкат? Мора да се ценкаш. Зашо имам јас примање пензија имам од 10.000. Ако не се ценкаш, не може да обстане човек. Колку очекуваш при ценкањето да попушти пазарџијата? Па 5 денари, 10 денари, тука неги. Успеваш ли во тоа? Успевам, како не? Како успеваш? Имаш ли техника некоја? Како Имам успеваш? техника, али питувам ако може да ми намалете цената. Да, колку кила ќе земете? Јас сега земев до пипер 8 кила по 30 денари од кила. Дали со ценкањето се заштедува и колку тоа може да се заштеди? И како не, тоа се заштедува. Место да земеш 1 кило, со ценкањето може да земеш 2 кила. Дали се ценкат? Немаш да ценкаш, колку ти кажа газа, толку зима и бега. А вие лично дали се некогаш ценкате на? Не, не. Зошто? Па за тоа што толку му е цената и толку кажува, а они се сите препродавачи. Ова е едната страна. Но што за ценкањето вели другата, односно пазарџиите? Колку пониска цена се бара при самото ценкање? Они се види, знаеш кои се ценкат? Тие што имат повише пари, тие се ценкат. Тие што немат повеќе пари, не ценкат, се зима и си тера работата. Значи секој пат тај што има повеќе не дава. Процентуално од вистинската цена, колку пониско се бара? Па пониско се пара, примерно 20-30% да му даеш, а толку го купиш и фактички го бара на пари да го даеш. Колку се упорни ценкачите? Па многу се упорни, пошто немат пари доволно. Тие што тоа што имат се ценкат, а тие што немат не се ценкат. И сега кој испаѓа тука победник, вие или тој? Па ние победници, ако ми одговара ќе му дадам, ако не му дам робо. Кој повеќе се ценкаат, мажи или жени? Најповеќе се ценка жените. Зошто? Па не знам што е работава. Дали повеќе ги бива или? Повеќе бива за пазар, да се ценкат. Правите ли проценка на муштеријата кога доаѓа, дали ќе биде евентуален ценкач или не? Па види, ние ги ценеме, вие ги не знаеме кои се муштерии веќе, нели многу време сме тука на пазар и знам кои се ценкат, кои не ценкат. Тие што ценкат, кажа ми повисока цена, за да дојдам на таа цена. Како го препознавате дека овој муштерија ќе се ценка? Знам ги, тоа многу време сум на пазар, тоа ги знаме тие луѓе. Има ли некоја техника да речеме? Има техника, знам ги луѓе. Лице, по гримаса? Не, по тоа онака. Па знам ги кои се, значи многу време сум на пазар, ги познавам луѓето. При ценкањето, доколку сте подготвени да дадете попуст процентуално? Па можеме да дадеме, можеме да дадеме набавна цена, пример. Ако купиш 20 ќе му дадеш, ако купиш 50 ќе му дадеш. Со или без ценкање, цените претежно пред пладнева на штипскиот градски пазар беа следниве. Компир 25 денари за килограм, пипер од 20 до 30 денари за килограм, јаболка 40, лимон 50, краставици 20, бостан 13, домати од 30 до 50 денари за килограм, круши 80, диња 20,